Училиштата во земјата ги отворија вратите, стартуваше новата учебна година за основците и средношколците повторно во услови на COVID-19 пандемија. Разликата е што оваа година предвидено е физичко присуство за сите ученици, за што, како што веруваат надлежните, системот е подготвен. За еднаков пристап до образование, тука е Министерството за образование и наука, како и другите образовни институции. Ке им помогнеме на сите кои имаат потреба од тоа. Не заборавајте да бидете одговорни во секоја прилика за време на овие вонредни услови за образование. Заштитете го личното здравје и придонесете за безбедноста на другите околу вас. Училниците се наполнија, децата се со задолжителни маски и се внимава на одржување дистанца меѓу нив, се со цел да се избегне можноста за ширење на вирусот. Според премиерот, и покрај пандемијата нема подобра опција од настава со физичко присуство. Сакам да им се заблагодарам на сите наставници, а секако и на родителите, кои се справија со предизвиците на онлайн наставата и не дозволија децата да изгубат од образованието. Сега е време да го надополниме. Сето она што не можевме да го развиваме во рестриктивните мерки. Од наставата со физичко присуство нема подобра опција. Тоа го тврдат наставниците, учениците. Опозицијата тврди дека образовниот процес е во хаос, а вината ја гледа кај министерката и владата. ВМРО ДПМН бара оставка од Царовска. Кристално е јасно дека Мила Царовска и оваа влада успеа да го направат невозможното и со својата неодговорност и незаинтересираност доведоа на прагот на тотално уништување на еден образовен систем кој функционира повеќе од 70 години. Лошиот менеджмент со образовниот систем доведе до сериозни последици врз цели генерации на ученици. На првиот училишен ден во земјава, УНИЦЕФ порача дека повторното отворање на училиштата за настава со физичко присуство е клучен чекор напред кон обезбедување дека секое дете има пристап до квалитетно образование кој ќе му помогне да ги изгради и унапреди вештините кои ќе му бидат потребни во животот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.